Храната никогаш не треба да се остави подолго од 2 часа на температури што се движат од 4 до 60 степени. Во летните месеци температури повисоки од 32 степени, храната на отворено не смее да биде повеќе од 1 час. Најбезбедно е храната во суштина во текот на летниот период да се чува во ладилник, меѓутоа зависи од тоа што се јаде и како се конзумира. Ако храната е термички обработена, доволно е да остане надвор не повеќе од 1 час. Значи во текот на летните месеци во вакви жиштини, добро е да после термички обработената храна и после нејзино ладење веднаш да се конзумира и истата повеќе да не се чува на топло. Во случајот најризични се следните типови на храна. Па треба да се внимава со месото и добро е тоа да биде термички обработено. Треба да се внимава со јајцата, особено со сладката храна, затоа што со мајонези, со дресинзи и така натаму, таму каде што има јајца, поради присуство на различни бактерии кои што може да доведат до труење и до сериозни последици по здравјето на луѓето. Треба исто така да се внимава и со мешункасти плодови кои што во суштина термички ги обработуваме, меѓутоа тие треба да се конзумираат веднаш и да не се оставаат за следниот понаредниот ден. Ова исто важи и за различни течни јадења подготвени од компир и така натаму. Значи, тие се готваат, се конзумираат и повеќе не се употребуваат. Како да препознаеме храна која не е добра за конзумација? Најчесто по миризот. Значи, многу често не само мирис, него практично и вкусот е проблематичен, така да во суштина треба да бидеме внимателни, треба односно да се проба пред конзумирање. Последиците од расипана храна можат да бидат многу тешки. Навистина може да биде тешки, може да дојде до сериозно труење, може да дојде до различни типови на инфекции, да не зборуваме за, да речеме, проблеми со гастроинтестинален тракт од типот на диареја. Оно што е најважно во текот на топливе месеци е не толку многу храната, односно избегнување на храна која што е прилично калорична и масна. На телото му треба малку повеќе шеќер, јаглехидрати. Значи би препорачала колку што е можно повеќе да се употребуваат свежи овошје, нормално, внимателно измиени, подготвени за конзумација и салати, и она што е најважно, хидратацијата. Значи да практично се користат различни напитоци за хидрирање, во кои што би содржале повеќе минерали од типот на натриум и на калиум заради дехидратација. Внесувањето на храна заразен од бактерии, вируси и хемиски штетни елементи може да предизвика појава на преку 200 болести, потенцира Светската здравствена организација.